Па да, постојат многу вакви необични сателити што се праќаат во Вселената. Дури постојат и сателити еве навистина би можеле да ги кажеме смешни, мислам, дури еве знам Романија прошлата година испрати еден сателит кој што се нарекува Голијат. Значи и овој сателит има тежина некаде од само 1 килограм и се работи за една коцка, отплека као 3-4 кутии на цигари. Мислам, електротехничкиот универзитет од Букуреш го изработи овој сателит и беше испратен во Вселената преку една руска ракета и во него има опрема, значи со која што ќе може да се детектира, значи интензитетот на сончевиот ветар што доаѓа од сонцето и еден FM предавател со кој што ќе може овие сите добиени да бидат пратени на земјата, значи сите информации да бидат пратени на земјата. Иако се нарекува Голијат, нели, овој сателит според овој библиски воин, нели? Овој сателит едва и велам тежи 1 килограм и има форма на коцка отплика. Сега во редот на необични сателити спаѓа и еден, ако може така да се нарече, сателитот испратен на 3 февруар минатата година, значи. И тоа всушност беше пратено едно оддело, едно вселенско оддело. Значи од него беа и извадени делот со кислород. Значи беше пратено само одделото во Вселена. Поточно Вселенската станица ИСС беше фрлено на некој начин и на него имаше еден FM приемник, нели? Кој што ќе ги регистрира сите, да, FM предавател кој што ќе ги регистрира сите поединости врзани за ова дело. Значи се смета дека ова дело отприлика некаде околу 2-3 недели ќе кружи околу орбита на земјата, после тоа ќе падне и ќе изгори во атмосферата. Меѓутоа нешто беше важно е тоа да се испита директно оној материјалот од кој што е изработено, значи тој алуминиумски кевлар кој што е изработено од делото, да се види до која му е максималната граница на издржливост во Вселената, мислам која ќе биде пратено во период од неколку дена да биде нонстоп изложено, нели, на сончевите зраци. Вакви необични сателити, значи отприлика некаде од килограм па некаде до десетина килограми, значи во поново време се испратени од многу други така држави во светот. Дали може би се сеќавам добро дека и бугарите испрати еден ваков сателит кој што имаше некоја една необична функција да ги надгледува рибите. Да, бугарите со за време на бившиот Советски сојуз, они испраќаа своји мислам сега колку може да се каже дека се тие своји сателити. Тоа се се работеше тогаш во рамките на тогашниот Варшавски пакт, односно на тој источниот блок. Меѓутоа, Бугарија сега заедно со помош на Европската заедница и со бугарската влада работи на еден проект за воведување на еден сателитски систем за контрола на рибарските бродови, значи. Оној лов што порано се работеше во Матно, нели, сега бугарите на некој начин го контролираат преку сателит, значи сите оние рибарски бродови ќе бидат подложени на строга рибарска контрола за тоа да, нели, некој не е надминал на квотата на повеќе уловени риби него што е дозволено. Сега, кога сме кај овие комуникати, веројатно да не е поминати водените територијални граници на земјата. Да, нормално. Сега, кога сме кај овие сателити, би сакал да кажем една необична случка што имаше премиерот на Русија, нели, Путин. Советскиот сојуз во овој период испраќа еден систем од сателити некаде од околу 24 сателити кои што ќе бидат воведени во Вселената. Значи нешто налик на GPS-от што го има Соединетите американски држави, од поточно НАСА и Европската вселенска агенција. Сега во моментот се испратени
16 вакви сателити и се очекува некаде 14, уште до крајот на годината да бидат испратени сите 24, значи се комплетира да се заокружи овој систем. Сега на самата промоција на овие сателити беше и председателот на премиерот на Советскиот сојуз, нели, Путин, и имаше една промоција на моите на овие сателити, кога на неговото куче, значи, сега го заборев како се нарекува неговото куче, значи беше околу вратот му беше поставена една, нели, она огрлица и таа огрлица, со помош на таа огрлица кучето беше неколку дена следено кај се движи, нели, во дворот на Путин, во просторот кај се движи, значи цело това пратење на кучето беше со помош на овие руски сателити, нели, кои што ќе заборев името како се нарекуваат, кои што ќе имаат за задача, нели, да скенира земјата, значи оно што е GPS-от, меѓутоа од руско производство. И уште едно прашање по нашиот СМС: кој и како го контролира движењето и функциите на сателитите? Па, еве да земеме во двете најголеми суперсили во астрономијата. Мислам, околу овие сателити. Нормално сега веќе и Кина се вклучува во као рамноправен заедно со двата джина. И сега во Соединетите американски држави се постојат системи од десетина места кај што се контролираат овие сателити, значи кои што ги има во орбита околу земјата, и позначени се, нели, оној Вселенскиот центар што е на Флорида, исто така Вселенскиот центар во Вашингтон што е. Дел се контролираат од базата Сан Едвард во Калифорнија. Дел од сателитите се контролираат во областа МПС-1, значи во областа на Невада. Дел се контролираат од западниот дел, поточно од една база поред Сиетл. А доека во Русија или во бившиот Советски Сојуз, интересно е за бившиот Советски Сојуз, значи во бившиот Советски Сојуз постоја така наречени градови кај што се контролира овие сателити. Значи еве се контролира од еден град Знаменск, значи тоа е во Астраханската област, значи некаде кај Каспиското езеро. И сега во овој град Знаменск, значи беше забрането секакво движење на цивили кои што не се жители на овој град. Мислам, не само што беше забрането за странци, него не смеа да и советски граѓани да припарат до овие градови. Дел од сателитите се контролираше од градчето Краснознаменск, дел од градчето Мирнии. Значи, сега кога се кај Красноменск, да кажем, мислам, тоа е градче на 60 на километри североисточно од Москва. Тоа беше главен центар во бившиот Советски Сојуз, а денеска исто и во Русија, од кај што се контролира буквално све. Значи, сите податоци што се добива од Знаменск, после од Углегорск, од Свободни, од сите овие места од кај што советите ги контролира, сите информации доаѓа во Краснознаменск. И таму до 90-те години немаше буквално дојдено ни еден странец. Прв кој што имаше таа чест да влезе во ова беше францускиот премиер или председател, не знам, Жак Ширак. Значи он при една поста на Советскиот сојуз беше прв странец кој што влезе во овој советски град од 40-50 илјади жителя, руски, од кај што се главниот центар, значи, за контрола на советските воени и цивилни сателити. И на крајот само уште да ви се заблагодарам за оваа интересна историја поврзана за сателитите, нивните активности, лансирањето, селекцијата нивна, управувањето со нив, мисиите нивни и така натаму и така натаму. Зоран Мишевски вечерва во ова неделно издание на Радио 2 во нашето студио. Благодарам, Зоране. Благодарам што ме поканивте.